Разговараме со Ѓоко Илиовски, познато име и презиме, особено за Клепчани, бијќи е поранешен стандарден противец на Победа. Добар ден, добро ни дојдовте од Битола во Прилеп. Добар ден на сите гледачи, ви благодарам за убавата најава. Поранешни фудбалери на ФК Победа, наш многу омилен клуб и познат македонски клуб во Македонија и пошироко. Но сега го представувате Пелистер, доаѓате од школата на Пелистер со овие млади фудбалерчиња, па како се чувствувате на овој турнир овие 3-4 дена? Значи голема благодарност и честитки за нашиот соиграч, поранешен соиграч Тони Неумовски за организацијата. По втор пат сме на овој турнир, каде што продефилираа многу фудбалерчиња на млади категории. Се гледа талентирани дечиња од 2011 до 2015 година, од 8 до 12 години. Се одвива онака како што треба. Задоволни фудбалерчиња, задоволни родители и се надевам дека од овие мали фудбалерчиња сега ќе излезат многу големи познати фудбалери понатаму. Каква е работата во Пелистер со овие најмали категории до 12 годишна возраст, со пионериве и кои се советите што вие им ги давате? Па добро, Пелистер е во последно време многу добро организиран во тој поглед, има доволно фонд на тренери, значи ангажирани сте доволен број на тренери во младите категории, со малите фудбалерчиња. Значи се одвива тренажниот процес започнувајќи од основната фудбалска обука, па понатаму до совладување на технички и на тактички елементи. Се надевам дека ќе произведуваме и понатаму квалитетни фудбалери во фудбалскиот клуб Пелистер. Работевте едно време и во странство, какво е тоа искуство? И да направите на споредба работа со млади категории таму, мислам дека Исланд беше пред се, и овде кај нас. Па јас работев во Исланд со млади категории 5 сезони. Исландскиот фудбал оди во многу голем подем, во голем развој. Луѓето имаат инвестирано многу во инфраструктура, во многу терени, многу фудбалски покриени сали за во текот на зимскиот период, така да немаат никаков проблем во организирање на фудбалот како фудбалска игра. Исланд исто така направи и големи резултати во поглед на сениорските категории. Редовни се, еве ги учесници на првенствата до 21 година, на Европското првенство во фудбал. Имаат многу голем број на фудбалери низ Европа, во големите лиги низ Европа, така да ако се повлече една паралела помеѓу работата во Македонија и во Исланд, можам да кажам дека има разлика во поглед на условите што ги нудат луѓето за развој на млади фудбалери. Се надевам дека во иднина и ние ќе се инвестира малку повеќе во овие инфраструктура во поглед на терени, во поглед на сали. Мора да се надеваме, да бидеме оптимисти дека ќе одиме, ќе фаќаме приклучок и чекор со европските текови. Обично се смета дека кај нас е талентот, а кај нив работата, дали е така? Па може да се речи, талентот и работата оди заедно, напоредно. Во Македонија не ни недостигаат талентирани деца. Јас мислам дека се подобро се работи, имаме едуцирани тренери, имаме добри тренери, квалитетни. Мислам дека ќе кориме полека напред во поглед на креирање, во поглед на градење на квалитетни фудбалери. Но секогаш може и подобро. Да ве вратам доста децении наназад, кога вие почнувавте како дете со фудбалот. Која е сличноста на тие генерации со сегашниве и која е разликата? Значи,
ако малку се навратиме во блиското минато е 20, да речеме 20 на години или малку повеќе наназад, кога започнувавме како млади играчи во фудбалот, можам да кажам дека има разлика, има промени во начинот на живење, во начинот на овие што се последните, значи движења во поглед на електрониката, во поглед на видеоигрите и телефоните, се една работа која што треба да се справуваме со незе, одзема многу време, се губи многу внимание, многу се посветува децата на тоа, помалку се активни. Јас секогаш им советувам повеќе да играат надвор, пред зградата, кај училиштето, да се собираат, да играат, да тренираат, бидејќи тренингот како тренинг не е доволен тренингот што ќе го направиме во клубот, туку е потребно малку повеќе време да се дружат надвор и да бидат со топката и да играат меѓу нив, за да ги совладуваат основните вештини во поглед на основната фудбалска техника. При секое доаѓање ваше во Прилеп, кои спомени ви навираат од времето кога игравте долги години во Победа? Мислам дека во историјата немало помлад капитен од вас на 16 на години, така беше? Така е, спомените се присутни, се сретнуваме тука со нашите соиграчи, со соработници, со судиите, со тренерите, со вас новинарите, кои што сме имале прекрасна соработка. Јас во минатото покојниот наш тренер Бранко Петковски ме стави на сениорскиот тим за најмлад капитен во поранешната Југославија и така еден момент незаборавен, што голема храброст на нашиот покоен тренер Бранко Петковски, кој што не заедно со Крстевски Дарче и со Николче Здравевски бевме предводници на таа младинска категорија на Победа во тоа време. Кога прашавте тренерот зошто баш јас капитен на 16-17 години, што одговори? Популарниот Педано. Популарниот Педано му одговори на критичарите, на навивачите и на тие што го запрашаа зошто овој мал фудбалер, млад играч, му одговори за да памти кога бил капитен на Победа од Прилеп. Значи тоа беше некаде 88-та ми се чини година, кога Победа беше во таа Југославија, во тој ранг на трета Југословенска лига, но вие подоцна останавте долги години во Победа и кога беше самостојна Македонија. И верувам дека тие години се незаборавни. Чинам дека и кариерата, ако споредиме со други клубови, најмногу помина во Победа. Така е, Победа е мојот прв матичен клуб кај што започнав и не можем да ги заборавиме нашите поранешни тренери, покојните Мицко Николовски, Кашето, Методија Крстевски. Многу од нив се починати. Магдевски како тренер кој што прв ни даде шанса со Дарко Крстевски во една така силна категорија, во една силна лига. Југословенските лиги беа доста силни. Така да доста време, значи, остана во фудбалскиот клуб Победа. Се надевам дека повозрастните љубители не памтат со Дарче Крстевски како добар бековски тандем. И да завршиме пак со турниров. Што очекувате понатаму? Дали ќе учествувате и на други турнири? Турнирот, фудбалскиот клуб Пелистер има учеснике на овој турнир во 3 финалиња. Се надеваме дека барем едно прво место ќе освоиме. Понатаму продолжуваме со малите деца на останатите турнири. Најмногу кај што ќе бидеме повикани, значи овие дечиња им треба надпревари, им треба дружење и понатаму продолжуваме со тренирање и со голем број на турнири и надпревари. Во Битола имате ли сличен некој настан ваков турнир? Мислам дека ќе се организира наредната сезона. Мислам дека во план е координаторот најави на фудбалската школа Златко Цветановски дека и Пелистер ќе биде организатор на еден ваков сличен настан кај што ќе учествуваат доста голем број на екипи од Македонија и од странство.
Ви благодарам за гостувањето, за разговорот и да се видиме во друга прилика. Ви благодарам, секогаш со задоволство.